Скопје и сега ги имаме најновите информации за она што вечерва ќе се случува на Скопското лето. Еден прекрасен концерт настан кој нуди динамична комбинација на автентични авторски композиции, ритмичка прецизност, импровизации, бесконечен джез грув, а са сето тоа задолжено Шаревски триото. Иринче, добро утро. Имаш интересни гости, едва и чекам да ги слушнам најновите информации поврзани со овој убав музички настан. Така е, Суза, добро утро до тебе и до сите гледачи кои што утринава се на фреквенцијата на телевизија Алфа. Се јавуваме во живо од Сулјан за да го најавиме концертот на Ѓорги Шаревски трио, кој што вечерва ќе се одржи во рамки на 46-тото издание на културната манифестација Скопско лето. Манифестација, односно летен фестивал кој што на Скопјани секоја година им нуди богата програма која што ги разубавува долгите скопски жешки лета. Вечерашниот концерт за љубителите на убавата музика ќе понуди едно неповторливо доживување и токму затоа во следниве минути еве ќе дознаеме што се ќе биде изведено и како всушност дојде до соработката и како е формирано ова уникатно трио кое имате можност вечерва да го слушате и да го гледате во живо тука во Сулјан со почеток од 20 часот. Пред се добро утро за сите. Ѓорги Шаревски, фронтменот на ова трио и човекот чија што музика ќе биде вечерва изведена. Ѓорги, ајде најпрво да кажеме каква програма ќе изведете вечерва, а потоа ќе објасниме како дојде и до соработката и составувањето на ова трио. Ви благодарам многу што дојдовте да ни дадете внимание за вечерашниот концерт. Вечерва одбрав посебна програма од мои композиции кои се песни кои сум ги чувал најчесто за бис на различни концерти, така да ќе биде многу динамичен концерт. Со Акира Накамура соработуваме од 2015-та, тоест соработувавме една година, потоа јас се преселив од Берлин, он се пресели после некоја година во Јапан. И така да сега повторно се најавме после скоро 10 години но сега сме во еден сосема друг проект кај што ќе работиме моја музика. Тогаш беше работевме во еден германски состав и он е како да кажам светска класа на тапанар. Многу ми е драго што е тука. Имавме само една проба, да ви кажам, и беше кратка и јасна и ќе биде многу добро вечерва. Се радувам и ги поканувам сите што гледаат, ако имаат време да дојдат од 9 часот почна. Освен Акира Накамура, гостинот од Јапонија, ќе бидете засилени и со присуството и учеството на Оливер Јосифовски, нашиот познат контрабасист. Баш така, Оливер ми е мој најстар соработник од Македонија. Имено првото снимање што го имавме беше 2002. Така да сме повеќе од 23 години заедно соработуваме. Он е дел од повеќето мои проекти кои што се започнати во Македонија и дали сум работел надвор со нив или било само во Македонија. Оли ми е секогаш дел од мојот звук, така да кажам. Така да сум навикнат и да свирам подобро кога е Оливер со мене наместо некој друг басист, и се радувам многу зашто е многу важно ритам секцијата да има добра хемија. Они се запозна пред 3 дена само. Инстантно има одлична хемија и мене тоа ми помага многу лесно да се искажам по музиката. Кога ќе се спојат професионалци и искусни музичари, тогаш лесно е да се воспостави таа хемија или синергија, така што несумнено вечерва ќе биде настан што не треба да го пропуштат сите што се во Скопје во моментов и не се некаде заминати на одмор. Ајде да го вклучиме сега и нашиот гостин од Јапонија и да слушнеме што за него значи вашата соработка и со оглед на тоа дека Акира Накамура за прв пат сте тука во Македонија, какви ви се впечатоците и очекувањата од вечерашниот концерт? I'm very happy, first of all, being here and to share, like, not only visiting, but like the playing music in front of the audience here, and also this guy to me, not only great friend, but as a musician to me, very, very special musician to me. So I'm very happy, like, playing with him tonight in Skopje. Just very excited for tonight. Yeah.
Задоволство ми е што сум тука. Морам да кажам дека со голема чест ќе настапам пред публиката вечерва на концертот и воедно да додадам дека благодарение на мојот многу добар пријател и другар Ѓорѓи, овозможуваме сето ова да биде реалност и публиката да ужива во предстојниот перформанс. Благодарам, Гордан. Може ли да го замолите Акира да ни каже како го чувствува просторот и како му се допаѓа овој уникатен амбиент во кој што вечерва ќе има можност да настапи заедно со Оливер и со Ѓорги? This space, here. Yes, exactly. And what do you think about it for the upcoming performance? It's actually this place. I've been telling him that whole thing in Skopje, everything is so new. I see old, I see new. This is coming from Japan. It's very refreshing, and it's very difficult to still digesting this environment to me. Да кажам дека многу ми е интересно и впечатливо тоа што сум во Скопје, затоа што имаме комбинација и од стари и од нови работи, како некој кој што доаѓа од Јапонија. Ова за мене е навистина интересно и едноставно ми треба време да ги сварам малку овие работи. Така, благодарам многу. Thank you for this interview. Ѓорги, за крај истото прашање и за вас, затоа што имате настапувано во соработка со разни музичари на разни концертни сцени, но понекогаш и самиот амбиент ве инспирира вас музичарите, а Сулијан навистина е место со богата историја и нуди една посебна и уникатна сценографија за вас кои што вечерва ќе настапите тука. Колку тоа дава една дополнителна убавина на концертот и колку вас ве мотивира како музичари? Апсолутно, амбиентот е многу важен за добар концерт. Јас, ова ми е прв настап во Сулијан, дури не сум ни гледал концерт во Сулијан и местото зрачи со една позитивна енергија што мислам ќе се преточи во музиката што ќе свириме вечерва. Многу ми е драго што настапувам на Скопско лето, зашто е стварно манифестација со што го прави нашиот град поубав и го прави нашиот град странци кои ќе да доживат во тоа што ќе го проследат. Мислам дека ќе биде одличен концерт поради тоа што сме овде, а не во некој клуб, да речем, или нешто така. Луѓето ќе можат да седнат, да не слушат и да уживаат. Така, под отворено од звездено небо, уживајќи во пријатните вечерни температури на скопското лето. Јас ви благодарам многу и на двајцата, всушност на тројцата, бидејќи Гордан ни помогна во преводот. Ќе ви посакам да уживате вечерва на концертот во Сулијан, да имате прекрасна интерпретација и да ја магепсате публиката која што ќе биде присутна тука. А еве да ги потсетам сите што сакаат вечерва да присуствуваат на овој концерт, дека карти можете да набавите онлайн на karti.com Скопско лето, но можете билетите да ги купите и на самиот влез пред Сулијан, непосредно пред концертот. Јас најавив 20:30, но ите Ѓорги ме коригираше дека во 21 ќе почне концертот, но не е на одмет да дојдете барем половина час порано, да прошетате низ старата скопска чаршија и да уживате во денешнава летна јунска ноќ, за да уживате и во ова 46-то издание на Скопско лето, овој пат со извонредниот концерт на Ѓорги Шаревски трио, кој што не треба да го пропуштите. Еве, со овие информации ќе се одјавиме од тука, посакувајќи ви на сите убав остаток од денот. Суза, дали може би ти имаш некој прашање за нашите гости или тука веќе ќе завршиме утринската програма? Јас ги поздравам многу и ќе им посакам успешен концерт. Се надевам дека и јас вечер ќе успеам да стасам во Сулијан и да ги гледам. Огромен поздрав и благодарност, Ирена.